Другите прашања околу процедурите и така натаму на пристапување, формалните аспекти, сето тоа е, мислам, прилично јасно. Тука предстои ратификација на меморандумите со одделните земји и членки и по завршување на таа постапка, усвојување на одлука на Собранието за пристапување и ратификација на Вашингтонскиот договор. Уставот не предвидува никакви други процедури, не предвидува никаков референдум, бидејќи НАТО е сојуз на држави, не е сојузна држава, не е сојузна, не е заедница, не е сојуз на држави заправо, туку обединува во себе врз принципите на координација, интероперабилност и зачувување на суверенитетот на секоја држава, одделни функции во овие области за кои зборував. Одбрана, колективна одбрана, безбедност и афирмација на основните човекови слободи и права, демократијата, владењето на правото. Уставот предвидува референдум само ако се работи за пристапување кон сојуз на држави или заедница на држави и при тоа пристапувањето значи пренесување на одредени суверени надлежности права на државата врз некои супранационални или заеднички институции, што во случајот со НАТО не е така.